Содружение забава и познатата постна тримирска трапеза. Сдруженијето на жени Переродба од Прилеп кој брои 80 на членови го одбележа денешниот ден Тримир, односно третиот ден од великденските пости. Според православната традиција, на почетокот на великденските пости, оние христијани кои што го држат Тримир, ниту јадат, ниту пијат од понеделник до среда. Во средата одат на литургија каде што се причестуваат, а потоа за прв пат после 3 дена конзумираат храна и вода. Денеска малкумина го практикуваат тоа. Една од нив е Писана Ангелеска, член на Сдруженијето Преродба, која што држела Тримир 2 години, а годинава прави пауза. Пред прочка една недела не се јади месо, само јајца, млеко, сирење се јади, али месо не. И до неделата вечерта до прочка. Од прочка што се јади вечерта, после не јадам ништо. Понеделникот цел ден, вторникот цел ден, средата сабајле, одав в црква, се оди и литургијата се слуша и после дава сребрена вода со лајче наместо причестна. Причестата се дава, па ако постиш понатака, се дава на Тодорова сабота. И то треба да се испостиш, ама треба да постиш и душевно и да не јадиш и со храна. И плюс тие денови дури постиш и инаку, не треба, мислам, зло да мислиш, кавга да фајчаш, да се расправаш, на секој треба добро да му мислиш за добро да ти се врати. Членките на Сдруженијето Преродба истакнаа дека Тримир според традицијата во Прилеп бил празник на верените девојки и утре се одело кај нивните мајки на гости. Поради тоа пак што тие го издржале Тримирот, мајките им подготвувале богата постна трапеза, составена од постна сарма, грав, зелник, кравајче, баклава, а на овој ден се пие исто така според традицијата во Прилеп и боза. Овој ден е посебен ден за жените, за невестите, за мајките, за свекрвите, за сите. Значи, традицијата си продолжува од генерација во генерација. Се спрема, некој си држи Тримир, Тримирот се држи 3 дена. Во средата се оди в црква, попа му дава благослов, крстена вода, нафора и после си одат кај мајките, невестите си одат кои што си држат Тримир и си продолжува да си пости до крајот на постите, до Великден. Што значи Тримирот? Па Тримиро испостување. Духовно, прво треба духовно да си спреман за да постиш, после исхраната. Исхраната и таа е важна, ама духовното постење е многу подруго. Младите невести обично одат кај мајките, а мајката како награда што го издржала Тримирот и спрема постна трпеза, како зелник, граф, сарма, пченица, овошје. А за да биде поголема свечаноста, мајката поканува свекрвата, а свекрвата со придружба на неколку жени оди во домот на невестата, а таа носи бозата, кравајчево и баклава. И се знае после убава трпеза оди весела дружба. Во Прилеп за Тримир се подготвува и еден посебен специјалитет кој што го нема на ниту едно друго место, а тоа е пченица со конопни зрна, еден навистина вкусен и уникатен рецепт. Ко бевме деца, мајка ми ја праише че е накисни од вечер пченицата, че стои во вода, сабајлето е цеди и оди е толчи во дрвен, во камен, во камен со железо, че се истолчи, после се сушеше, се клаваше во тепси, се сушеше, че издува, кој че се суши, че фрли лушпата и че издува, че клај да се вари. Конопните зрна и тие се толча, се цеда со 3-4 води, дур да излези бело. И не сме со топла вода. Ако е попариш малце, ова ќе биде мудро, а сега ова живо млеко е. А сега брзи сме, пченицата е уба, е вариме, конопни зрната и толчиме и цедиме и повелете пробајте. Годинава Тримирската трпеза членките на Сдруженијето Преродба ја направиле помалку богата, затоа што останатите пари ги донирале на семејството на бранителот Драган Спасески, за кој што порталот Инфокомпас во јануари направи историја за мизерните услови во кои што живее и неговата тешка здравствена состојба.
Годинава нашето здружение Преродба одлучи трпезата Тримирска да биде поскромна. Со таа цел да ние одлучивме да донираме пари на семејството на Драган Спасески, на кого вчера му беше ампутирана ногата. На минатиот состанок се собра пари. Денеска после овај настан ќе се донира и храна, како што се направи минатата неделна однесовме еден храна, за да имаат луѓето да помина. Таму беа дел од хуманитарните нашите членки што го водат тој оддел, си дојдоа доста разочарани и затоа по предлог наши заеднички и сите сме хуманитарни, јас мислам овдека и затоа се збираме колку можеме да помогнеме на таквите семејства, одлучивме да помогнеме да си баре дел да може самите да си купаш што му треба, што сака да касна или да се напија, а многу му треба. А како и секоја седенка со вкусна храна, на крајот дружбата на Сдруженијето Преродба заврши со традиционални македонски песни.